Канал 5, Централни вести, ви благодарам што сте со нас. На почетокот насловите од денеска. Продолжува операцијата наречена 72 часа чисто Скопје. Состојбата со сметот постепено се нормализира. На многу места е подобра состојбата, бидејќи јас лично присуствувам при вршење нови активности на комуналната хигиена. Почна чистењето и на депонијата Вардариште. На уапсениот директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, Илија Стоилев, му биле ветени 50.000 евра за да намести договор од ИПАРД програмата. Искористувајќи ист траен однос и исти прилики во повеќе наврати, директно и преку посредници му ветил подарок парични средства од значителна вредност. Опозицијата со обвинување. Директорот од ДПМН е фатен со рацете во криминал. И по 2 години од извештајот на Советот на Европа, Канал 5 се уште не може да ја предаде тужбата против оваа организација. Зато поднесовме тужба која што за жал Советот на Европа, поточно нивната канцеларија во Скопје, не сака да ја прими. Нема промена на ставот на владата. Уставни измени под овие услови нема да има. Нашите позиции како ВМРО ДПМН и како влада се јасни. Извештајот на Европската комисија не ја предомисли владата. На веќе уапсениот директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството Илија Стоилев му биле ветени 50.000 евра да овозможи подпишување договор преку ИПАРД програмата со фирма која што не ги исполнувала условите. Вчера бил фатен со 400 евра бележани пари, кои што ги добил на рака. Премиерот Мицкоски е категоричен. Нема да се толерираат корумпирани политичари, а граѓаните да пријавуваат вакви појави. Михајло Видимлиски. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството Илија Стоилев, поранешниот министер за локална самоуправа во владата на Љупчо Ѓоргиевски, Джевдет на Суфи од Струга. И уште 3 лица се опфатени во истрагата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, за подкуп околу подпишување договор за финансиска програма преку ИПАРД програмата. Стоилев подпишал договор за користење на финансиски средства со фирмата на Суфи, кој е првоосомничен и покрај тоа што не исполнувала услови, откако тој претходно му ветил награда од 50.000 евра. Вчера во кеш на рака добил 400 евра, кои биле пронајдени по извршениот претрес. МВР информираше дека сите се уапсени, а меѓу нив има и службеници од УЈП и Министерството за земјоделие. Првоосомничениот управител на правно лице од крајот на февруари до вчера, искористувајќи ист траен однос и исти прилики во повеќе наврати, директно и преку посредници му ветил подарок парични средства од значителна вредност на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој. Останатите тројца осомничени, од кои еден даночен референт во УЈП РД Скопје и еден државен службеник вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, побарале и го поттикнале директорот на агенцијата да изврши службено дејствие, што не смеел да го изврши. Акцијата ја поздрави и премиерот Христијан Мицкоски со порака дека нема да се толерира, како што рече, вакво девијантно однесување. Упати и повик до сите на кои им било побарано мито, тоа да го пријавуваат за да може институциите да постапуваат. Тоа нема да се толерира, знаете, во минатото имавме и уште неколку вакви случаи, меѓу другото ќе го потенцирам и случајот со директорот на гериатрија и слично. И ги повикувам сите граѓани, бизнис заедници и останатите засегнати, доколку се жртва на ваков тип на однесување на било кој, да го пријават. Еве, ги охрабрувам тоа да го пријават, затоа што нема поголема штета за едно општество од ваков тип на девијантно однесување. Директорот Стоилев, поранешниот министер на Суфи и останатите тројца осомничени, денеска се спроведени во Скопскиот кривичен суд и обвинителството за нив бара притвор. Ова е уште една потврда дека корупцијата во земјоделието цвета. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството е дувло на злоупотреби на парите за земјоделците од ИПАРД програмите. Обвинија денеска од СДСМ.
Повеќе од година и пол низ земјоделските кругови се зборува дека се бараат провизии. Се задржуваат предмети во фиоки, дека се врши притисоци врз службеници кои одбиваат да бидат дел од тој механизам. Сега тоа доби и конкретна потврда. Директорот од ДПМН е фатен со рацете во криминал. Прашање е дали министерот Трипуновски е замешан во оваа корупцијска шема. Овој корупцијски скандал е директна закана ИПАРД програмата целосно да биде суспендирана од Европска Унија. Извештајот на Европската комисија за земјава и повиците за уставни измени нема да ја предомислат владата. Премиерот Мицкоски денеска повтори дека под овие услови уставни измени нема да има. Што се однесува пак до рокадите во владиниот состав, Мицкоски кажа дека за тоа допрва ќе се разговара во рамките на коалицијата. Сања Трајковска-Ставров. И по последните пораки на Европската Унија во извештајот и изјавите на еврокомесарката Коз дека нема придвижување на процесот на интеграција без исполнување на превземената обврска за уставни измени, премиерот Христијан Мицкоски дециден: никој не смее и не е фер да очекува дека ќе го отвориме уставот за бугарите, доколку и од другата страна не се покаже волја и разбирање. Сепак премиерот вели дека владата сака да има диалог и е подготвена за разговори во секое време, а додава дека и кога се подпишува договори од високи владини представници за поголеми проекти со Бугарија, како што изградба на железничкиот тунел дел од коридорот 8, се праќа јасна порака дека сме добри соседи. Нашите позиции како ВМРО ДПМН и како влада се јасни, непроменети, недвосмислени. Нашата порака е прилично јасна и остануваме на ставот дека никој не смее и не е фер да очекува дека ние туку така ќе влеземе во било каков процес на промена на уставот, а без при тоа и другите страни да си го испорачаат тоа кое што е од нивна обврска согласно меѓународното право и согласно оние гаранции кои што тие вака на фанфари на голема врата ги најуваат. Ние сме подготвени за диалог во секое време, сакаме да разговараме. Мицкоски денеска повтори дека има позитивно мислење за Беким Сали, кој ќе го наследи Изет Меджити како прв вице-премиер во владата, но вели дека досега немало никакви разговори со вреди околу ресорот животна средина. Оттаму најавија дека планираат да ги раздвојат функциите, но Мицкоски е дециден дека тој е мандатарот кој го има последниот збор. Како понатаму ќе се одвиваат работите, јас кажав, до сега не е разговарано, не велам дека нема да се разговара, можеби ќе се разговара, но треба да се води сметка дека ВМРО ДПМН како политичка партија е најголема политичка партија во Македонија и дека мандатар на оваа влада сум јас и логично е дека последниот збор ќе го имам јас. Не би сакал да комуницирам преку медиуми. Мицкоски каже и дека во текот на следната недела ќе назначи владини повереници во 4 општини во кои локалните избори беа неуспешни затоа што во првиот круг не беше исполнет законскиот цензус од 1/3 излезност на гласачите. Станува збор за општините Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврови и Рустуше, за кои во рок од 2 месеци спикерот Гаши треба да распише нови избори. И по 2 години од извештајот на Советот на Европа, Канал 5 се уште не може да ја предаде тужбата против оваа организација. Само да се спроведе постапката. Зато поднесовме тужба која што за жал Советот на Европа, поточно нивната канцеларија во Скопје, не сака да ја прими. Од синоќа активно се чисти главниот град. Поголем број вработени во јавните предпријатија и механизација ги средуваат критичните точки во градот. Како дел од ветувањето на новиот градоначалник Орце Ѓоргиевски дека Скопје ќе блесне за 72 часа. Каква е моменталната состојба во метрополата и како тече акцијата, дознаваме во живо од Дејан Трајковски. Дејан, ти си на кеот на Вардар, па да чуеме и да видиме каква е моменталната состојба таму и генерално како е во градот еве на првиот од 3 дена кампањско чистење.
Така, Борче, што се однесува до генералната слика низ градот, може да се каже дека се забележува дека веќе Скопје се чисти полека, состојбата се нормализира, тоа е најмногу забележливо секако на оние главни улици кои што изминатиот период беа во вистински хаос, а сега полека таа состојба се санира. Што се однесува до споредните улички, се уште има некои микролокации на кои има отпад, но сепак не се изминати ниту цели 24 часа од почетокот на акцијата, па по оние 72 часа кои што беа најавени, ќе видиме каков ќе биде резултатот. Што се однесува, го спомена Кеот, може да се каже дека и тука е коритото чистено со механизација. Оние шишиња кои што се собираа под галиите веќе не се тука, и тука покрај самото корито на ѓубре кое што беше натрупано изминатиот период е трнато. Како што кажа по план нево новиот градоначалник Ѓоргиевски, вели дека екипите неуморно работат на терен и дека скопјани наскоро може да го очекуваат главниот град во едно подруго светло, па предлагам тука да ја слушнеме неговата изјава. Јас можам да кажам дека на многу места е подобра состојбата, бидејќи јас лично присуствувам при вршење нови активности на комуналната хигиена, но и на сите оние кои што се приклучени во процесот. Де факто има населби и населени места каде што со месеци не беше собиран отпадот. Има домаќинства кои што имаат таложено поголем отпад од она што е нормално собирање. Нас ни треба трето празнење да направиме за да дојдеме до нормална состојба. Еве во Драчево, например, и во Долно Лисиче веќе има 2 празнења. И пак имаме преполни канти. Така, контейнерите се чистат и во моментов, а според најавата и до подоцна во ноќите истото ќе се прави. Што се однесува и до Вардариште, денеска имаше таму механизација, она што беше најавувано во кампањата, веќе отпочна таму да се санира, да се собира сметот. Станува секако збор за една голема површина, но веќе имаше таму денеска механизација. Отпочна особено актуелно беше Вардариште во изминатиот период по оние пожари таму и палења кои што се случуваа, па тоа доведи до протести на граѓаните, особено кои што живеат во околината на Вардариште, но сепак ќе оставиме времето да покаже и да видиме како ќе изгледа Скопје по оваа акција која што се одвива во моментов. Борче? Така, Дејан ти благодарам. Дејан Трајковски беше тоа во живо од центарот на Скопје за акцијата 72 часа чисто Скопје. Остануваме на тема Скопје. Новиот совет на градот денеска ја одржа конститутивната седница. Градоначалникот Ѓоргиевски најави стабилен и одржлив развој на градот со модерен јавен превоз и побезбедни улици. За нов председател на советот е избран Даме Димитровски. Седницата ја следеше Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Првата конститутивна седница на Советот на град Скопје донесе ново раководство. Советниците најнапред дадоа свечена заклетва, а потоа го избраа и новиот председател на Советот, со што и официјално започна новиот мандат на градските власти. Свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно. Седницата ја отвори Ристо Пенов, како највозрастен советник, а по воведното обраќање на новиот градоначалник Орце Ѓоргиевски беше избран и новиот председавач со Советот. Единствен предлог беше Даме Димитровски, кој беше носител на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ. Тој беше избран со 23 гласа, а по гласањето најави дека одговорно и честно ќе работи во интерес на граѓаните на Скопје. Ова нема да го сметам само за функција, туку доверба која добивам од вас како избрани представници од сите жители на градот Скопје, кои очекуваат да видат институција која што ќе работи честно, ќе работи одговорно и ќе работи во интерес на граѓаните. Денес стојам пред вас со тврста одлука да бидам председател на сите советници во Советот, без разлика на нивната политичка припадност, да бидам и глас на разумот и посредник во диалогот кога тоа ќе биде потребно. Димитровски доби поддршка од коалицијата Твоја Македонија, Знам и Вреди, но за него не гласаа советниците на Ливица, СДСМ и Националната алијанса за интеграција, иако рекоа дека сепак ќе го поддржат во работењето. Главните забелешки им беа што Димитровски досега беше председател на управниот одбор на Дрисла и според нив носи дел од одговорноста за состојбите со сметот. Името што го давате како предлог никако не ми оди затоа што тој го водеше едно од јавните предпријатија кој беше најголем загадувач
во градот Скопје. Наместо одговорност од луѓето кои што до сега го водеа јавното предпријатие Дрисла, ние ги наградуваме со функции овде во градското собрание. Ќе бидеме воздржани и нема да гласаме против идниот претседател на Советот на град Скопје, давајќи му една шанса да се докаже себе си во овој мандат. Ние ќе бидеме конструктивна опозиција, опозиција која што ќе бара од претседателот и на градот Скопје и на Советот на град Скопје да го одржи дадениот збор дека градот Скопје, инвестициите во градот Скопје ќе бидат инвестиции во сите општини без разлика на поделби, бараме еднаков град Скопје и затоа ја подаваме раката за соработка. Новиот совет на град Скопје, за разлика од досегашниот, ќе има јасно мнозинство. ВМРО ДПМН, Вреди и Знам имаат 25 советници од вкупно 45, па оттаму очекувањата се сликите од советот од минатите 4 години да бидат минато. Повторно за градот, но од друга перспектива. За помалку од 24 часа отпуштени се околу 400 вработени од комунална хигиена. Според новото раководство на градот, тие земале плата, но не оделе на работа. Дали ќе реагира и обвинителството и кои ќе бидат следните чекори на истражните органи? Од прилогот на Афродита Рамос. Плата без одење на работа, сомнителни јавни набавки и злоупотреба на предпријатијата. Ова се дел од наодите кои новиот градски татко, Орце Ѓоргиевски, тврди дека ги открил во работењето на комунална хигиена, но и други јавни предпријатија под ингеренција на градот Скопје. Ѓоргиевски повторно ги повика надлежните институции да ги истражат наодите, но потврди дека тој досега не пријавил во обвинителството. Како во одредени предпријатија се вршени злоупотреби и за тоа ќе говориме во наредниот период, како се набавувани материјали и резервни делови кои што нема потреба да се набавуваат во огромни количини, како се набавувани во одредени јавни предпријатија цевки, па голема количина, па не се употребувани изминативе 4 години. Сето тоа така се постапувало и се работело недомаќински изминативе години. Од ОЈО информира дека засега до нив не е доставена нова пријава од институциите, после проверките кои МВР веќе ги направи, а резултираа со притвори на поранишниот директор и управител за отпад во комунална хигиена, Сабахедин Рустеми и Аки Саити. Действие имаше и во комунална хигиена и во град Скопје. По тоа зашто се обезбедени докази до овој момент, отворена истрага за загрозување на животната средина со отпад. За други наводи, надлежноста за откривање на кривично дело е кај МВР, Управата за финансиска полиција и инспекторите. До обвинителството во овој момент не е доставена пријава ниту известување. И од Министерството за внатрешни работи потврдуваа дека засега немаат нови активности во истражување на овие нови наоди за злоупотреби. Со генералката на Скопје започна и чистењето на јавните предпријатија од неработниците. Веќе се отпуштени скоро 400 вработени, а најголем дел од нив се од комунална хигиена и паркови и зеленило, изјави градоначалникот Ѓоргиевски и додаде дека нови вработувања не се планирани. ВД директорот на комунална хигиена Александар Јовановски тврди дека предпријатието е во девастирана состојба. Јас кога дојдов го начекав во катастрофална состојба, по насоки на градоначалникот и согласно евиденцијата за работните места и доаѓања. Избркани се над 170 души од своите работни места за 24 часа. Согласно евиденциите кои што имаме во предпријатието, тоа што го спомна вчера градоначалникот за камионите, односно за насклучување за вршење интелектуални услуги, а преку тие договори фактички се изнајмувале камионите. Ќе ги предадеме во надлежните институции. На вчерашниот почеток на генералката на престолнината се појавија над 100 вработени, а беа мобилизирани и голем број на возила за чистење. Сепак, одбраната на поранишниот директор Сабахедин Рустеми тврди дека тој се обидувал да ја обезбеди потребната механизација и поголеми ресурси за предпријатието, но управниот одбор тоа не му го одобрувал. Градскиот воз станува реалност. Проектот вреден 360 милиони денари ќе овозможи побрз и поефикасен превоз на патници во главниот град. Николовски најави дека ова е почеток на модернизација на железничката инфраструктура која што не е обновена со децении. Според најавите за реформа на јавниот транспорт во главниот град,
Паралелно се работи и на БРТ системот и набавка на нови автобуси. Маја Стојановска. Со реконструкција на пругата од 25 километри за транспорт на патници од Зелениково до Скопската железничка станица, како и на делницата за товарен превоз од Драчево до Илинден долга 7,7 километри, започна првата фаза од реализацијата на најавениот проект за градски воз. Според директорот на Железници инфраструктура Синиша Ивановски, од Зелениково до центарот на Скопје, преку 7 железнички станици ќе се патува 25 минути, додека од Драчево за 11 до 13 минути. Очекувањата се дека двете делници, чија реконструкција ќе чини околу 8,7 милиони евра, ќе бидат целосно оперативни за половина година. Министерот за транспорт Александар Николовски најави дека во текот на следната година ќе се обновува и железничката врска од Волково до железничката станица, а во 2027 година она од Илинден и Миладиновци. Според Николовски, проектот ќе воспостави поефикасен јавен превоз за жителите на околните населби и ќе го зголеми карго сообраќајот. Почнувајќи од пред незала 200 почеток на работи до максимум 6 месеци од сега да веќе ние бидеме целосно завршени со градичните работи, потоа ќе дојде период на испитување на самата траса и верувам дека некаде во мај, во јуни градскиот воз ќе биде целосно по функција. Дрвените прагови кои што се позади на нас и кои што се менуваат со модерни бетонски прагови се поставени помеѓу 1963 и 1969 година и од тогаш не се сменети. Можете да замислите во каква состојба ја наследивме државата, штом од 63 до 69 година се работело, потоа престанало и првпат работиме дури во 2024-2025 година. Новиот градоначалник на Скопје Ѓоргиевски кажа дека градскиот воз ќе биде синхронизиран со возниот ред на ЈСП. Најави и дека од денеска на скопските улици се враќаат 60 на приватни автобуси, а во ребалансот на буџетот кажа дека влегува и БРТ системот, проект кој беше најавуван уште од 2021 година. Ние треба да понудиме комбинација од неколку алтернативи кои што ќе помогнат на граѓаните да ги користат истите за да стигнуваат од точка А до точка Б. Во комбинација со овие три работи кои што ги споменав, мислам дека за многу скоро време нашите сограѓани во градот Скопје ќе добијат конечно ефикасен, ефективен јавен транспорт како што заслужуваат. Инаку и премиерот Христијан Мицкоски кажа дека БРТ системот ќе биде комплетиран со изградба на нов мост преку реката Вардар. Според него за окружувањето на сите овие проекти значително ќе влијае за подобрување на сообраќајниот хаос во Скопје, а со тоа и за подобрување на квалитетот на воздухот. Европската комисија трета година поред констатира дека Македонија нема напредок во реформите во судството и борбата против корупцијата. Познавачите предупредуваат дека земјата ризикува не само стагнација, туку и назадување, доколку не се преземат суштински промени. Евроамбасадорот Рокас порача дека токму овие реформи се клучни за европската иднина на државата. Јован Ѓорговски. Реформско статус кво. Вака дел од познавачите го оценуваат извештајот на Европската комисија кој се однесува на делот за правосудството и борбата против корупцијата. Според Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење, документот не представува изненадување, но е загрижувачки фактот што неколку години поред се нотира дека земјава нема никаков напредок во областа на судството. Аврамовски посочува дека забелешките во извештајот не се однесуваат само на извршната и законодавната, туку и на самата судска власт. И предупредува дека доколку не се преземат некакви суштински промени, постои ризик земјата не само да стагнира, туку и да назадува во одредени сегменти. Она што навистина е загрижувачко е токму тоа што ние веќе неколку години поред добиваме извештаи во кои се констатира дека нема напредок или дека има единствено некаков ограничен и многу скромен напредок во определени области. Причините поради кои се бележи таквото стагнирање со можност дури да се јави назадување се во одредена мера и бизарни, како што е например измените на кривичниот законник, нешто што веќе 2 години не се провлекува како проблем, меѓутоа немаме никаква иницијатива за да се направат соодветни измени кои што би резултирале со промена во праксата на прогонот на високата корупција. Дека Македонија мора да ги забрза реформите од првото поглавје посветено на владењето на правото, порачи евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас.
Оцени дека веќе 3 години не е нотиран никаков напредок во делот на правосудството и борбата против корупцијата. There has been no progress on judicial reforms in the fight against corruption. This remains essential. These are not just benchmarks, they are the foundation for citizens' trust and for the country's European future. So for the third year in a row, in these areas we have no significant progress, yet this is precisely where renewed commitment can make the greatest difference. Иако поминаа веќе неколку дена, ниту судскиот совет, ниту советот на јавни обвинители како директно надлежни за состојбите во судството и обвинителството не се огласија со коментар за оценките во извештајот. Канал 5 побара став и од нив и од јавното обвинителство и Сдруженијето на судии, но одговор не добивме од ниту една адреса. Инаку во извештајот и годинава главните забелешки се за ефикасноста на правосудниот систем, недостиг на кадар и ресурси, како и големиот број за останати и нерешени предмети. И по 2 години од извештајот на Советот на Европа, Канал 5 се уште не може да ја предаде тужбата против оваа организација поради неосновани клевети во нивниот документ, а се однесуваат на телевизијата. Од Канцеларијата на Советот во Скопје одбиваат да ја примат тужбата, а судот не закажува постапка. Од Канал 5 велат дека ваквиот однос е спротивен на европските стандарди. Дејан Трајковски. И по 2 години од скандалозниот извештај на ЕКРИ, тело на Советот на Европа, полн со клевети на сметка на Канал 5 за наводен ксенофобичен говор против Бугарија, Канцеларијата на ова тело во Скопје останува глуво и одбива да ја прими тужбата поднесена од нашиот медиум. Нивната врата останува затворени за судските курири, како и за извршителот кој го ангажираше тужителот. Адвокатката Сања Трајановска-Ташков вели дека игноранскиот однос на Советот на Европа како водечка организација за човекови права, вклучувајќи го и граѓански суд во Скопје, не прилега на европската пракса и со тоа невозможува да биде слушната и втората страна во случај кој сериозно го нарушува имиџот и угледот на Канал 5 како национална телевизија. Право на пристап до судот, значи тоа е она што треба да биде заштитено. Едноставно да имате право на како во случај правно лице или физичко лице, било кој, значи да има едноставно право кој што судот ќе му го обезбеди само да отпочне со постапка, значи само да се спроведе постапката. Тоа се бара само, значи. А не може судот цело време 2 години да одлучуваме ние и да чекаме сега судијата да закаже судење, затоа што смета дека не може да постапува во постапка која што е против Совет на Европа, односно против програмската канцеларија во Скопје. Дали судот се плаши? Тоа не ни е јасно. Шокантно е што најстарата повоена политичка организација која почива на принципот заштита на човекови права да не сака да прими тужба за некој да може судски да се одбрани, вели директорот на Канал 5 Иван Мирчевски, кој наводите во извештајот ги нарече погрешни, неточни, односно безочна клевета. Зато поднесовме тужба која што за жал Советот на Европа, поточно нивната канцеларија во Скопје, не сака да ја прими. Тоа мене лично како управител на оваа компанија ме става во состојба на шок и неверување. Организација која што има за цел да ги штити човековите права, не сака да ја прими тужбата и барањето за одговор на тужба од страна на Канал 5. За мене тотално несватливо. Зошто Канцеларијата на Советот на Европа не сака да ја прими тужбата и да ги вкрсти аргументите со Канал 5 пред суд, оттаму не одговорија ниту на нашето новинарско прашање. Инфлацијата во октомври повторно порасна и на годишно ниво изнесува 4,5%. Најмногу поради поскапувањето на транспортот, образованието, но и храната. Најголем раст има кај овошјето со 21%, а зголемување се бележи кај месото, маслото и лебот. Премиерот Мицковски очекува стабилизирање на цените до крајот на годината. Детали од Сандра Спасовска. По незначителното забавување во месец септември статистика измери нов скок на инфлацијата за една година или од октомври 2024 до октомври 2025 таа пораснала за 4,5%, за разлика од претходниот месец, кога беше измерена инфлација од 4%. Кај цените на храната и безалкохолните пијалаци за една година има зголемување од 7%, а најголемо е кај овошјето од 21%. Потоа месото и маслото бележат раст од речиси 10%.
10%, а цените на лебот и житариците од октомври лани до октомври годинава скокнале за 5,5%. Голем скок од над 26% има и кај кафето, чајот, какаото, но тоа се брзински производи. Од ССМ сметаат дека лек против високите цени е итното зголемување на платите. Според нив, граѓаните веќе не веруваат во мерки, бидејќи истите велат се изигруваат од страна на трговците. Повеќе од нужно е владата да седне да се преиспити да ги натера работодавачите да ја зголемат платата, како во приватниот, така и она лично во јавниот сектор, што значи дека и барањето на ССМ за 500 евра минимална плата веќе е застарено и 500 евра минимална плата одамна не стигнува на граѓаните и на работниците. Верувате дека многу наскоро ќе имаме состанок на органи и тела во Сојуз на синдикати на Македонија и ќе пресметаме која ќе биде како наше барање новата сума за минимална плата. Премиерот Мицковски денеска одговарајќи на новинарско прашање вели свесни се дека инфлацијата месецов е повисока и тоа според него се должи на мерките кои владата ги имаше воведено лани истиот овој период од годината. Очекувам пристојно намалување во ноември и во декември, така што просечната годишна ставка оваа година ќе заврши меѓу 3,5 и 4%. Што е едно од најниските во Европа и во регионов. Истовремено, очекувам дека следната година нивото на инфлација ќе се движи меѓу 2 и 3%. Од опозицијската СДСМ оценуваа дека инфлацијата која е повторно зголемена и е спротивна на како што велат владините уверувања дека ќе се намали под 3% е резултат на промашени економски политики. Јана Јосиповска во продолжение со нејзините гости ве очекува во Само вистина. Останете на Канал 5 и пријатна вечер.